Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Поплавени подрумите од стамбените згради во строгиот центар на градот. Станарите живеат под голем стрес, бидејќи се плашат и од појава на болести при постојаната влага која секогаш е присутна. Водата ја црпат да не дојде до поголеми оштетувања. Станарите што живеат во зградите на улица Маршал Тито секоја година се соочуваат со поплави. При секој дожд, велат, не мора да е пороен, дури и на послабите, нивните подруми се под вода. Зимницата нема каде да ја чуваат, но ги загрижува тоа што целата зграда мириса на влага. Подрумот е целосно под вода и не може да функционираат. Се плашат и од појава на болести заради влагата која постепено, но сигурно ја урива 40 години старата зграда. Проблеми големи имаме, затоа што ние не можеме да си ги користиме подрумите што се наоѓаат под секој стан. Ние не можеме да си чуваме ниту зимници, ниту некои, ствари што ги имаме, што треба да се наоѓаат не во становите, туку во нашите подруми. Станарите повеќе пати си имаат пожалено и на надлежните во локалната самоуправа, но проблемот се уште не е решен. Тие самите бараат решение на некој начин да го спречат влегувањето на водата. Станарите секогаш се договарат надвор што да се направи, некои успеа некако да ги подигнат тлото, да го подигнат со бетонски ѕидови, мислам со бетонче под подот, меѓутоа тоа не е решението. Треба нешто да се стори, дали треба некои надлежни институции да се загрижат за оваа зграда, што веќе ние колку години тука живееме, исто тоа се случува. Имаат формирано и куќен совет кој често заседава, но ништо не решава, затоа што резултати нема. Останува и понатаму да стравуваат од дожд кој ќе ги повтори поплавите. Општинската организација на СДСМ реагира на барањето за покачување на цените на комуналните услуги и стартот на наплатата за користење на јавните паркинг простори. На пресконференција што се одржа во партиските простории, беше речено дека на седницата на Советот в петок, двете точки нема да добијат подршка од советничката група на опозиционата коалиција. Кочанските социјалдемократи не се согласуваат да биде прифатено барањето на комуналното предпријатие Водовод за покачување на цените на водата за пиење и за канализацијата, што треба да започне да се применува од 1 јули. Исто така оценуваат дека погрешна е одлуката да се воведе наплата за користење на јавните паркинг простори во градот. На пресконференцијата што ја организираа во врска со ова, беше речено дека таквите постапки на локалната власт значат уште еден удар врз стандардот на граѓаните. Советниците од СДСМ категорично се спротивуваат на оваа неразумна одлука, зашто на утрешната седница ќе гласаат против овие предлози на власт. СДСМ Кочани ги повикува и советниците од другите политички партии да гласаат против, бидејќи доколку овие предлози се усвојат, екзистенцијата на граѓаните дополнително ќе се влоши. Ако ваквите одлуки се усвојат, кочанчани ќе бидат единствените во Источна Македонија кои ќе плаќаат за паркинг и тоа по цени еднакви на тие во Скопје и главниот туристички центар Охрид. На пресконференцијата Костов потсети дека со барањето од Водовод цената на водата ќе се покачи од 31,5 на 35,5 денари за метар кубен за граѓаните, а со предложените цени услугата за канализација ќе се зголеми за 150% за граѓаните, односно 200% за предпријатијата. СДСМ е убедена дека единствената причина за ваквото покачување на цените на услугите, кој воедно сакаме да напоменеме дека не беше предвидено во програмата на градоначалникот на општина Кочани за локалните избори е пополнување на празните буџети на КП Водовод Кочани и на општина Кочани. Костов рече дека доколку двете одлуки бидат усвоени, тие како партија ќе бараат начини за нивно оспорување и поништување. Поскапувањето на комуналните услуги и воведувањето на наплата за паркирање веќе беа прифатени на комисиската расправа пред престојната седница на Советот, закажана за в петок. Локалната самоуправа на Кочани ќе реализира проект за поставување табли со имиња на улиците, мостовите и други инфраструктурни објекти, како и таблички со кукните броеви и улиците на индивидуалните објекти. Трошоците за набавка и поставување на таблите за јавните објекти ќе бидат на трошок на општината, додека за индивидуалните ќе ги платат граѓаните преку сметките за вода.
Општина Кочани ќе започне проект за поставување табли со имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, како и поставување таблички со броеви на објектите во населените места. Причина за тоа е што состојбата со поставувањето на табли со имиња на улици во градот и во населените места е хаотична. Само во извесен дел од градот има поставено табли со имиња на улиците, и тоа претежно во централниот дел, како и таблички со кукните броеви, а сето тоа е направено пред 10 години. Бидејќи законска обврска на општината е да изврши нумерирање на објектите и означување на имињата на улиците, постапката започнува со нејзино прифаќање од страна на општинскиот совет. Обврска на секторот за урбанизам и заштита на животната средина ќе биде да подготви точен број на улици и други инфраструктурни објекти за кои треба да се обезбедат табли со имиња и податоци за вкупниот број објекти на кои ќе се постават таблички со броеви. Набавката на таблите со имињата на улиците, како и табличките со броеви, ќе ја изврши локалната самоуправа со средства од буџетот на општината. Со оглед на тоа што, согласно законските обврски, трошоците за набавка на табличките со броеви за индивидуалните објекти се натовар на сопствениците, односно на корисниците на објектот, Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе изврши наплата на трошокот за набавка на табличка со куќен број преку сметките за вода од секое домаќинство, а потоа истите ќе треба да ги уплати на сметка на буџетот на општина Кочани. Од општинската администрација очекуваат дека со поставувањето на табличките конечно ќе се стави ред во хаосот со именувањето на улиците и нумерирањето на објектите, а со тоа градот и населените места во општината ќе го добијат својот целосен урбан изглед. Кочанец е под сомнение дека продавал фалсификуван ориз. Поднесена е кривична пријава против него од страна на полициската станица. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 40-годишниот ВС од Кочани заради постоење основано сомнение дека сторил две кривични дела: повреда на права од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма и измама на купувачи. Пријавениот во февруари годинава во работните простории на фирмата Бело Злато Аграр од село Спанчево во негова сопственост со неовластена употреба на обележја на фирмата БМФ од село Зрновци извршил пакување на бел ориз во амбалажа од по 900 грама, кој според карактеристиките, содржината, видот и потеклото не одговараат на податоците на амбалажата во кој бил спакуван оризот. Исто така, на 1 март годинава, 300 пакувања од оризот ги продал преку маркетот во Тетово, велат од Мавара. Комуналното предпријатие Водовод од Кочани е домаќин на работилница посветена на новата методологија за собирање, транспорт и селектирање на отпадот, на која учествуваат представници од комуналните предпријатија во државата. На работилницата се бараат начини за полесно прифаќање на методологијата и користењето на предностите што таа ги нуди во управувањето со цврстиот отпад. Алтернативите и можностите за прифаќање и воведување на новата методологија за собирање, транспорт и селектирање на отпадот се тема на дводневната работилница, чиј организатор е Стопанската комора на Македонија, односно Сдруженијето за комунални дејности. Домаќин на средбата е Кочанското комунално предпријатие Водовод, а на неа се разгледува кои карактеристики треба да бидат вклучени за што полесно да биде прифатена и воведена во практика. Исто така се разгледуваат и предлозите што ги имаат подготвено повеќе комунални предпријатија, како и дилемите околу тоа како треба да се применува методологијата. Мајки во предвид дека комуналните предпријатија се функционираат на општинско ниво и секоја општина е сама за себе, во рамки на секоја општина поединечно се имплементира методологијата, така да согласно законот секоја општина треба да ја усвои оваа методологија, пошто комуналното предпријатие треба да ја применува. На работилницата беше речено дека во Македонија се одбива процес на реформи, односно се воспоставува интегриран регионален систем за управување со отпад. Методологијата за формирање на цената за наплата на услугата, што досега подразбираше само собирање од домаќинствата и депонирање на нестандардни депонии, е во фаза на измена, а новиот интегриран систем подразбира собирање, селекција, третман на отпадот до негово финално депонирање. Цената на услугата на оние кои го генерираат отпадот, што треба да платат, треба да ги опфати сите овие постапки. Тоа е и целта на методологијата, значи да се формира една реална цена која што ќе може да ги покрие реално трошоците за едно вакво современо интегрирано управување со отпадот. Методологијата стапи на сила на 1 јануари оваа година и повеќето од општините веќе се
се обидуваат да формираат цена која што ќе може да го задоволи и социјалниот момент, меѓутоа да ги задоволи и економските параметри за да може да се воспостави овој систем. Во поголем дел методологијата кај некои комунални предпријатија, меѓу кои и Кочанското, веќе се применува, а таа донесува и дополнителни измени. Со ова нова методологија има една измена за ваша информација. Досега ние наплаќавме исклучиво метар квадратен, додека сега за правните големите субјекти кои се ќе се наплаќа било во килограм денар или метар кубен денар. На работилницата дел од своите услуги околу управувањето со цврст отпад представија и предпријатијата Екопак Хит и Дикос од Кочани. Свечено по повод верскиот празник Спасовден беше во планинското село Полаки и во околината на манастирот Свети Спас. Празнувањето беше искористено и на местното население и посетителите да им се поделат првите примероци од новата монографија за најголемото планинско село по површина кај нас. Жителите од селото Полаки и гостите што пристигнаа во планинското мало Рамно брдо, каде што се наоѓа црквата Свети Спас, одбележаа еден од големите христијански празници, Христовото вознесение. На околу 1000 метри надморска височина на утринската литургија се собраа жителите од познатите полацки мала, оддалечени едно од друго по неколку километри. Почитувајќи ја традицијата на славењето на овој празник, дел од повозрасните жени беа облечени во изворна осоговска носија. Црковниот одбор организираше и славенички ручек. На соборот во Полаки присуствуваше градоначалникот Радко Димитровски, кој заедно со председателот на местната заедница Полаки, Глигор Димитров, ги подели првите примероци од монографијата за најголемото село по површина во осоговијата Полаки. Идејата да се издаде делото Полаки за шопските краишта во Кочанско, чии автори се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска, е на полачанецот Глигор Димитров. Иницијативата за пишување на монографија на Полаки е неопходно потребно беше затоа што овој крај е тотално изолиран од цивилизацијата без слаба инфраструктура и до сега нема скоро никакви пишани документи. Оваа монографија е мала, но ќе даде иницијатива за да се напишуваат понатаму многу повеќе монографии, затоа што селото изобилува со огромно природно богатство и многу богата историја има која што не е запишана во никакви документи. Според градоначалникот Димитровски, оваа книга е од големо значење затоа што на едно место се собрани значаен дел од научните сознанија за овој крај и ќе представува солидна основа за натамошните истражувања за Полаки. Наскоро ова дело ќе биде промовирано и пред кочанската јавност. Кариесот коси кај детската популација. Најмногу го имаат школските и предшколските деца. Најголемо внимание треба да се посвети на превентивата, апелираат стоматолозите. Превентивата е најважна за спречување на кариес, а помеѓу кочанските деца најмалку е застапена. Стоматолозите со превентивни и едукативни предавања на децата од предшколска возраст за зачувување на забите од расипување, посебно од појавата на кариес, кој се повеќе е застапен кај децата. В градинката се направи еден контролен преглед, кој го препорачувам на сите родители, барем да ги паметат периодите. Инаку возраството ни е дадено на 4 години систематски. Меѓутоа, моја пракса е да ги прават контролните прегледи на 3 пати во годината. Лесно за памтење, крај школска година, полугодие и почеток на школска година. Тогаш ќе се делува превентивно кај децата на благовремено откривање на кариесо, кој е доста распространен кај младата популација, и нормално родителите и децата ќе ги немат проблемите што ги дават самите забала кои се во обемен голем дел со кариес. За превентива и за орално здравје на децата, моја пракса е кога дојдат децата треба да се упатат како треба да се ги мијат запчењата и поделивме по една четка за заби и покажавме како треба да ги мијат забите. Стресниот и динамичен начин на живот ги спречува родителите редовно да ги носат децата на стоматолог и на најважните превентивни прегледи. Затоа доаѓаат кога веќе забите се болни и кога е доцна, односно кога кариесот зафатил голем дел од забите, велат лекарите. Најчесто кај малите деца, кога веќе ќе стекнат навика, самите ги потикнуваат родителите да ги водат на стоматолог.
дали брзиот живот, динамичниот живот кај родителите не и дозволува или се со други проблеми преокупирани, најчесто ги доведува децата кога имаат проблеми, а превентивата многу помалку е застапена. Доктор Панова ги едуцираше децата од градинката Павелина Велјанова клон 4, колку и како треба правилно да се четкаат забите и колку пати во годината и кога треба да се посетува стоматолог, како дел од превентивните и редовните прегледи на забите. Домашната представа Домот на Бернарда Алба и Чернодрински се враќа дома во изведба на театарската аматерска група од Скопската гимназија Никола Карев. Според програмата се играат на 4-тиот фестивалски ден од јубилејното издание на Драмскиот аматерски фестивал. Сите учесници очекуваат и награди. Објавувањето на одлуката на жирито е закажано за сабота. Продолжува одигрувањето на представите на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри на 3-тиот ден од фестивалот беше одиграна представата Свадбата на Мара во изведба на драмското ателје од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица во режија на Кире Ѓоргиев. Струмичкото драмско ателје создава од 2010 година. Има поставено и одиграно повеќе представи. Актерите имаат учествувано на надпревари во државата и надвор од неа. Во представата играм улогата на жената, која што е малку арогантна и на еден начин лицемерна жена. Со представата, значи, покажуваме каква е всушност малограѓанштината кај секој од нас, која што се јавува на секоја свадба, на секој настан, на секаде, секојдневно, значи, ја има и не може да каже, нема човек кој што може да каже дека едноставно тој не е таков. Минатата година бевме овде, настапувавме и зеловме награда. Се надеваме дека и годинава ќе се случи истото. Во салата на мултикултурниот центар публиката можеше да ја види представата Љубовна приказна. Исто така во режија на Кире Ѓоргиев во изведба на драмската аматерска група од Средното општинско училиште Богданци, која е релативно млада група и имаат поставено уште еден драмски проект Малограѓанска свадба од Бертолт Брехт со истиот режисер. Во вечерниот термин на сцената на Центарот за култура беше одиграна представата Фактор жена во изведба на аматерската театарска група Без маска од Битола во режија на Димитар Шутевски. Во представата се работи за 4 жени, 4 профили на жени кои што се работени по вистински случаи пред се. Тоа е многу од важна природа да се напомене на самиот почеток. Представата говори како мажите ги гледаат жените, и потоа како жените од нивна перспектива ги кажуваат нивните најдлабоки тајни, нивните длабоки емоции, ограничувања, многу правила на игра бидејќи имаме. И сето тоа тие го прават како еден комплексен систем кој што во денешно време тенденциозно се нарушва кај жената. На 4-тиот фестивалски ден според програмата напладне се одигра представата Двете мали самовили во изведба на драмската секција при Здружение за култура и уметност од Центарот за култура Илјо Антевски Смоко Тетово во режија на Игор Бачовски. Вечерните термини се резервирани за Домот на Бернарда Алба во изведба на домашниот аматерски театар при Центарот за култура Бели Мугри во режија на Кристина Атанасова Арсова и представата Чернодрински се враќа дома во изведба на театарската аматерска група од гимназијата Никола Карев од Скопје во режија на Митко Димовски. За вечерва на програмата е и театарското представување на актерот и режисер Васил Шумански, чиј медијатор е Трајче Кацаров. Потврда на расширената констатација дека спортот во Кочани стагнира или назадува е изгаснувањето на рели трката на Пониква, за чие возобновување нема можности неколку години поред. Се одбележува нова годишница од погребувањето на најатрактивниот спортски настан во градот, особено за љубителите на автомобилизмот, брзото возење и адреналинот. Последната рели трака на Пониква се одржа од 2008 година, кога организатор беше Автомобилската федерација на Македонија со техничка подршка на автомотодруштвото Лопен од Кочани, која амбициозно го стартуваше целиот проект, а учествуваше и директно во трката со свој возач. 20 учесници редовно беа дел од овој спектакл, што се одржуваше 15 години во низа. Беше присутна целата домашна елита, која за волја на вистината годините претходно беше и побројна отколку сега, а гостуваа и возачи од соседните земји, но и од подалеку.
На патеката долга близу 7 километри, ивентот беше поместен во 2 дена. Во саботата се одржуваа тренинзите, а во недела официјалната трка. Имаше многу атракција, но и инциденти, за среќа најчесто без фатални последици. Сето тоа намамуваше илјадници гледачи, претежно локална публика, но и од соседните градови, која уживаше покрај патеката во перформансот на учесниците и убавото сончево време. Поради недостиг од пари, релито во Кочани замре, засега без внатрешна или надворешна иницијатива за негово враќање на старите патеки. Уште еден спортски настан кој ќе остане само во аналите на спортското живење на Кочани. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.